Почитувани гледачи, добро вечер. За нас, верниците од православната христијанска вероисповест, се чини јануари е месец со најмногу празнувања или месец со најмногу верски празници, а со тоа и со голем број обичаи, адети и начини на нивното празнување. Токму празниците, овие што ги имаме во јануари, да кажеме, го имаме Божич, па православната нова година, го имаме Богојавление, па го имаме денот посветен на Свети Јован Крстителот. Еве овие празници, но и оние што не ги спомнуваме во најавата, беа директниот повод денеска да го посетиме Институтот за македонска литература во Скопје и да го замолиме научниот советник од Институтот, доктор Марко Китевски, да биде гостин пред нашата камера. Господине Китевски, ви благодарам што се озвавте на нашата покана. И за почетокот, сме ли на вистина ние народ со богата народна традиција? Имаме ли, дали тие празници, празнувања што ги имаме, се дел од глобалниот христијански свет, а колку се и наша специфика, како специфика на нашето живење, на нашето поднебие? Ви благодарам за посетата и за поканата за учество во оваа емисија. И на почетокот уште сакам да нагласам дека македонскиот народ има многу празници, многу традиции што ги празнува и дека во празнувањето се мешаат многу предхристијански, пагански, битови и христијански елементи, дека многу предхристијански елементи во празнувањето или многу предхристијански светители или верувања добиле христијански обележја во овај христијански период. Многу светители имаат елементи од предхристијанските богови, од тој период на верување во многобоштвото. Така што ние денеска можеме да констатираме дека македонскиот народ има многу празници, многу традиции, дека ги празнува со многу специфичности во однос на другите народи, и тоа е она што го одделува како посебен народ и што му дава значење или легитимитет и во етнолошките материјали и во фолклористичките и така натаму, така што можеме да бидеме задоволни и горди на она што значи празнување во Македонија. Значи, иако поимите за празнување и за празниците денеска вообичаено будат асоциација за се она што е врзано со Христос, со Библијата, сепак корените се многу порано. Зошто се јавува празнувањето? Кога се јавува празнувањето? Видете, човекот од секогаш имал потреба за празнување. Уште на почетокот на Библијата се вели дека Господ во текот на 6 дена го направил материјалниот и духовниот свет и во 7-миот ден отпочинал или одморил, значи имал потреба да се одмори од работата. Во Стариот Завет саботата е празник, кога се празнува, кога се одмора. По Христовото воскресение неделата е земена како празник, како воскресение Христово, но и како празник на човекот за одмор и отпочинка по 6 напорни денови. Во предхристијанскиот период исто така човекот имал потреба да празнува еден ден од неделата или повеќе денови од годината да посвети на тие духовни потреби. Меѓутоа во похристијанскиот период, во периодот после раѓањето и воскреснувањето на Исус Христос, исто така има голем број празници. И светиот апостол Павле во тие години апостолски што ги викаме, кога го проповедал христијанството на теренот на Македонија и на Европа воопшто, се враќал во Ерусалим да ги празнува старите еврејски празници. Меѓутоа, подосна истиот тој апостол Павле проповедал поголема слобода во празнувањето, што значи дека полека христијанските празници навлегувале и го заземале местото
на оние празници што во предхристијанскиот период човекот ги празнувал. Така што многу елементи на предхристијанските празнувања, на боговите, на морињата, да речеме, на врховниот бог словенски Перун, на врховниот, на богот на стоката и плодородието, подоцна преминале на христијанските светители. Меѓутоа, прашањето ми беше во основа што искажува народот, какви чувства при тие, нели, при празнувањето. Тоа е величање на одредени, нели, без разлика дали се предхристијански богови, меѓутоа и искажување на надеж, на очекување помош. Народот има потреба, човекот има потреба покрај работата, трудот, напорот, да се посвети и на некои духовни, културни потреби. Затоа е тој период на одмор и посветување на Бога или на културните придобивки. Народот има потреба да празнува и поради тоа се празниците ги има во толкав голем број и тоа е што и во предхристијанскиот период, и во христијанскиот период човекот има голем број празници, најразлични празници. Ние можеме празници да ги поделиме на категории или на карактеристики што тие ги содржат, ако сакате. Господине Китевски, мора да забележиме дека овде при нашата посета имавме прилика да видиме дека вие навистина имате издадено голем број книги посветени на оваа проблематика, без разлика дали се однесуваат на македонскиот фолклор, без разлика на македонските празници. Бидејќи разговараме за празниците, ја користиме приликата да го споменеме, нели, ова е еден ваш последен труд, тоа е книгата за македонските празници, која што е и директниот повод покрај се разбира празнувањето за нашата посета. Па ова нека биде ева наша своевидна, да кажеме, представување, промоција на овој труд. Видете, јас 30 на години, веќе еве, ако погледнеме наназад, 72 година ги објавив првите трудови како студент уште тогаш за народните песни и народните обичаи. 72, значи точно 30 години се поминати. Работам на истражување на македонскиот фолклор, а бидејќи македонскиот фолклор, мислам, македонските народни умотворби, особено обредните песни се поврзани со обичаите, со празнувањата, така се јави потреба да ги истражувам и обичаите поврзани со празници. Така настана и оваа книга и некои претходни книги. И можам да речам дека 30 на години посвети 3 децении точно посвети на истражување на македонските народни песни, но и на македонските обичаи. Така настана и оваа книга за празниците. И македонскиот народ навистина празнува голем број празници. Култот на голем број светители е раширен кај македонскиот народ. Во некои краишта повеќе, да речеме во Охридско, е раширен повеќе култот за Свети Климент и Свети Наум, во Мегленско на Свети Иларион Мегленски и Злата Мегленска, во Кривопаланечко на Свети Јоаким Осоговски, во Кратовско на Свети Гаврил Лесновски и така натаму. Во различни краишта култот на одредени светители е посилен отколку во други краишта, меѓутоа култот на некои општо христијански светители, да речеме Света Петка, Свети Никола, Свети Ѓорѓе и така натаму, или Свети Димитрije е раширен кај македонскиот народ воопшто, така што имаме голем број празници кои што се празнува на различни начини. Во нив се мешаат, се разбира, многу предхристијански, пагански елементи, битови и така натаму, меѓутоа христијанските елементи секаде доминираат. Господин Китевски, какви празници имаме? Ги категоризираме ли? По што ги делиме? Видете, има најразлични начини. Ние споменавме дека Господ по создавањето на човекот и светот ја одредил, седмиот ден го одредил за празнување или за одмор. Тоа е во предхристијанскиот период, во Стариот Завет е саботата, сега е тоа неделата, значи неделата е првен празник. Потоа имаме празникот е ден кога
се издигнува над секојдневието, кога нешто е различно од секојдневието. Човекот има празници, има потреба да опразнува роден денот, имен денот, празник можеме да сметаме и свадбата, да речеме, влегувањето во брак. Има празници што ги празнуваат одредени семејства, куќни слави што ги викаме или служби. Празници има што ги празнуваат цели села или општини пошироки. Празници има на еснавски празници што ги празнуваат одредени занаети. Меѓутоа, кога станува збор за христијанските празници, треба да ги разликуваме најпрвин господовите празници, тие се големите празници поврзани со животот и дејноста, за време на животот на Исус Христос, но и после неговото распетие и воскресение. Тоа се големите празници, познати господови празници. Имаме богородични празници, потоа имаме светителски, апостолски, рамноапостолски, имаме пророчки празници, имаме празници посветени на исцелителите, лекарите, како што се Кузман и Дамјан, на светите врачи, Кузман и Дамјан, Пантелеймон и така натаму. Голем број личности од историјата на христијанството, што се заслужни за христијанството, исто така се прогласени за рамноапостолни, како што се светите Кирил и Методи, потоа Константин и Елена и така натаму, тие се наречени рамноапостолни или Марија Магдалена и некои други. Така што имаме голем број празници, но сите тие едни од други се разликуваат по некои карактеристики. Вообичаено за граѓаните е познато тоа што се тоа господови празници или што се богородични празници. Ќе ве замолам за малку поконкретно што се, да кажеме, апостолските, што се рамноапостолските, што се... Видите, господовите празници првен се тие поврзани со Исус Христос, неговото раѓање, обрезание, крштевање, потоа имаме празници таму со неговото распетие, воскресение, духов ден, спасов ден, така натаму. Тоа се поврзани со животот на Исус Христос на земјата и со некој после неговото распетие, како спасов ден, да речеме, вознесение, или духов ден, јавувањето на Светиот Дух, или крстов ден, да речеме, воздвижение на честниот крст, празникот во чест на крстот на кој бил распнат Исус Христос, а што е пронајден на иницијатива на царицата Елена и нејзиниот син Константин. Тоа се господовите празници. Потоа имаме богородични празници, исто така поголем број празници, раѓањето Мала Богородица, Успението Голема Богородица, потоа покров на Пресвета Богородица, полагање појас на Пресвета Богородица, воведение, благовештение и така натаму. Значи, еден циклус празници посветен на Богородица. Имаме пророчки празници. Свети Јован Крстител е последниот пророк од Стариот Завет. Но имаме и пророци од Стариот Завет и други, пророк Еремија, да речеме, и некои други пророци. Тоа се пророчки празници. Имаме светителски празници. Познати се Света Петка, Свети Никола, Свети Ѓорѓија, има поголем број светители од општо христијанско значење. Потоа имаме празници посветени на лекарите, на светите врачи, на исцелителите. Тоа е Пантелеймон, Свети Кузман и Дамјан и така натаму. Имаме еден циклус празници рамноапостолни, што ги викаме. Светите Кирил и Методи, поради нивните заслуги општо за христијанството, се прогласени за рамноапостолни, значи по значење рамни на апостолите, на тие 12 господови апостоли. Потоа светите Константин и Елена, поради нивните заслуги. Константин е првиот што го признал христијанството, што почитувајќи го крстот Господов, извојувал победи во борбата со непријателите и подосна го признал движењето христијанско и ги помагал христијаните. Неговата мајка Елена, поради тоа што е заслужна за пронаоѓањето на Светиот крст, на кој бил распнат Исус Христос, но и поради некои други почитувања на христијанството, исто така е призната за рамноапостолна.
Марија Магдалена, поради тоа што присуствувала на сите настани важни со Исус Христос, но и подоцна на царот Тиберие, подавајќи му црвено јајце великденско, го поздравила со христијанскиот поздрав Христос воскресе и му кажала за страдањата на Исус Христос, за неговата праведност, но и за тоа дека Пилат можел да го заштити и знаел дека е праведен, но не го заштитил. И поради сите тие заслуги на Марија Магдалена, и таа е призната за рамноапостолна, и има поголем број други личности од христијанската традиција кои што се признати за рамноапостолни. Така имаме празник на рамноапостолите, имаме празник на ангелите, свети Архангел Михаел, свети Гаврил се најпознати во тие меѓу ангелите безтелесните сили, меѓутоа има и други кои што има значење во христијанската традиција и имаат празници во христијанскиот календар. Така што има поголем број празници кои што се означени и нашиот народ со одредени празнување, свечености, собири на најразличен начин ги празнува. Токму тоа би предложиле да биде вториот дел од нашиот разговор, празнувањето, бидејќи факт е да и символиката практично на нивното празнување, бидејќи факт е токму во самиот начин на празнувањето народот внесува своји етнички обележја, верувања, карактеристики, со самите начини на кои го одбележува адети, нели? Видете, во тие празнувања, во тие адети што ги изведуваме, има многу елементи остаток од предхристијанскиот период. Многу од тие се смета за паганство, за суеверие. И црквата и денес дури ги отфрлува тие. Гледајќи наназад во изминатите 2 века, можеме да речеме дека црквата исто таков однос имала кон тие пагански или кон тоа суеверие, но дека тоа што не можела да го уништи, да го отстране, го придобивала давајќи му христијанско обележје. Денес со самото тоа што обстојува, со самото тоа што обстојува, ја покажува неговото значење, битот на обстојувањето, нели на прашањето за обстојувањето на суеверието до денешни денови, на бајање, на верување во соништа, во разни други елементи, исто така е интересно прашање и што бара посебна елаборација, зашто тоа постои еден толку долг период, да речеме 2000 века, црквата се бори против тоа, но не може да го истисне. Меѓутоа, тоа е нешто што е постаро од христијанството и што има причина зашто можеби нема оправдание, меѓутоа има објаснување зашто толку се одржало. Да речеме, со појавата на книгата Огледало на Кирил Печинови, таа книга е насочена токму против суеверието. И имаме податоци, записи на народни умотворби и обичаи од минатиот век и верувања, и се вели дека по појавата на таа книга многу од свештениците, проповедајќи против суеверието, успеале да ги одбегнат или да ги отстранат тие елементи на суеверието во животот на нашиот човек. Меѓутоа, кога ќе се случила некоја несреќа во селото или во пошироката околина или во семејството, народот верувал дека таа несреќа ги снашла токму поради откажувањето од тие елементи што ги сметаме за суеверие и повторно му се враќале на тоа суеверие. Така што една случајност можела да биде причина за повторно враќање кон суеверието. Ние денеска можеме тоа да го гледаме како суеверие. Црквата може да не се согласува со тоа, меѓутоа тоа се народни елементи или тоа е дел од народната култура што нашиот народ ја влечел од паганскиот предхристијанскиот период, што ја влече до денес. Тука се празнувањето и на тие 6 велики четвртоци од Великден до Спасовден, но и на некои други верување во соништа и во бајање и така натаму. Тоа е наша реалност. Денес, враќајќи се кон традициите, многумина се враќаат и кон суеверието. Меѓутоа,
Тоа е дел од народната култура и јас мислам само развојот на образованието. Веројатно е тешко да се направи таа граница во индивидуални случаи, индивидуални верувања на граѓаните каде е религијата, каде се верува. Точно е тоа, меѓутоа, иако се знае, луѓето не се откажуваат лесно од суеверието, бидејќи викаат ако нема да користи, барем нема да штети да се направи тоа и тоа е присутно се уште. Сепак оние празници што ги споменавме како повод за нашиот разговор, а тоа се нели Божиќ пред се, тоа се господовите празници како ги нарековте, се сврзани со обичаи кои што едноставно ги има и во црквата и дома. Видете, кога станува збор за господовите празници, особено за овој период од годината, сега Божик, Водици, тој период на некрстените денови, така наречени некрстени погани или Ристосови денови, 12 дена што го одделуваат Божик од Епифанијата, од Водици, има многу елементи од предхристијанскиот период што се мешаат. Прво, треба да се каже дека Исус не е роден на 7 јануари или на 25 декември според стариот календар, туку тој датум подоцна е ставен како ден на раѓањето на Исус Христос, затоа што денот на раѓањето на Исус не е познат. Меѓутоа, црквата имала потреба да го празнува денот на раѓањето на својот Спасител. Во почетокот, првите 3-4 века, раѓањето на Исус Христос и неговото крштевање Од кога се слави овој датум? Датумот на Божик се слави од 4 век, тоа е 354 година, за прв пат папата Либерие го празнувал овој празник, како што стои во либеријанскиот календар или во првиот запис за празнување на овој празник, стои дека во 354 година папата Либерие го празнувал Божик, денот на раѓањето на Исус Христос. Дотогаш тој спомен на раѓањето на Исус Христос бил слеан со Богојавлението или Епифанијата и се празнувало крштевањето на Исус Христос како позначаен момент, бидејќи во тие робовладетелски општества, кога животот на човекот многу не се ценел неговиот телесен живот на овој свет, туку крштевањето како духовно раѓање и смртта како раѓање во вечниот живот, се празнувало Епифанијата и во Епифанијата, во Богојавлението биле слеани повеќе празници. Меѓутоа, подоцна, кога робовладетелските општества престанеле, кога животот на човекот добил поголема цена, се јавило потреба за празнување на раѓањето на Исус Христос. Тоа било потреба и од практични причини, бидејќи верниците не можеле во исто време да бидат и на реката Јордан, кај што се празнувало неговото крштевање, и кај Витлеемската пештера, кај што се празнувало неговото раѓање. И во барањето на тој датум, на тој компромис, каде да се стави денот на раѓањето на Исус Христос, искористени се некои сознанија од Стариот Завет, од јавувањето на апостолите, на ангелите и така натаму, и денот на Христовото раѓање е ставен на овој датум на кој е сега, имајќи предвид дека во предхристијанскиот период, во римскиот период, кога Римската империја постоела, римјаните и паганите празнувале ден на раѓањето на новото сонце. Во овој период од годината, кога сонцето има се послаб интензитет, кога не грее, не топли, не свети, примитивниот човек верувал дека на тоа сонце треба да му се помогне од земјата со силни огнови, поради тоа според некои научници се и тие огнови за банник што се палат, со огнови, со гладиаторски игри, со пијанство и други неморални постапки се празнувало раѓањето на младото сонце. Црквата, одбирајќи го овој датум, најпрвен добила масовност на празнувањето на денот на Христовото раѓање, а друго, овие неморални игри ги обединуваат. Да, и ги свела под едно христијанско или пристојно празнување. Така што со една постапка, ставајќи го денот на Христовото раѓање на денот
кога паганите го прославувале раѓањето на новото сонце, црквата добила два ефекти. И масовно празнување и пристојно празнување на овој ден. И практично со одредницата на еден ден да се слави раѓањето, односно роден денот на Исус Христос, се обединува целокупниот христијански свет. Дали сега, да кажеме, и со еднакви обичаи се слави Божик? Видете, обичаите се разликуваат од место до место, меѓутоа некои елементи се заеднички. Христијанскиот свет, целиот, се разбира дека го празнува раѓањето на Исус. Сега гледате вие дека според различни календари тој се поместува. Меѓутоа, календарите се една работа, административна или астролошка, или друга. Меѓутоа, верувањата и религијата е нешто сосема друго, што не зависи од календарот. Тоа е сега во смисла, дали Божик сите православни христијани на без разлика 25 декември или 7 јануари, по стариот или новиот календар, го славуваат на ист начин, со бадниковото дрво, со божичното лепче, со паричка. Видите, постојат некои разлики од место до место, од народ до народ, или дури постојат од регион до регион, или од село до село. Меѓутоа, има нешто што ги обединува и на општо христијански план, но и на план на Што е тоа што е заедничко, што сите ги обединува? Како, например, го има ли секаде тоа божично лепче? Видете, божичното лепче е нешто остаток од пред христијанскиот период и повеќе е поврзано со почетокот на новата година, отколку со раѓањето на Исус Христос. Со раѓањето на Исус Христос повеќе се поврзани огновите, кои што претходно биле поврзани со раѓањето на младото сонце, на новото сонце. И верувањата дека со огновите од небото му се помага на тоа изнемоштено сонце да добие сила. Тоа лепче со паричката е поврзано со новата година. Од тие ли причини некои, например, и кај нас на празнувањето на православната нова година го имаат лепчето во домашната трпеза? Треба да се каже тоа дека тоа лепче, прогнозирање на среќата е поврзано со почетокот на годината. Во различни периоди од развојот на човештвото, кај различни народи, новата година почнувала на различни периоди. Некојаш почнувала на Божик новата година. И сега црковната нова година почнува на 14 септември. Така што ова прогнозирање на среќата, не само лепчето, ние имаме и полазник, обичај, тој прв што ќе дојде во семејството, во куќата, носи среќа или несреќа. Па поради тоа луѓето порачувале некој богат или угледен човек да дојде прв да влезе во семејството, го дарувале него, тоа е полазникот или полезникот, кој што се вика во различни краишта на Македонија, ама тоа е некаде поврзано со Свети Игнат, некаде поврзано со Бадник и Божик, негде со Василица. Тоа лепче со паричката на кој што се прогнозира среќата. И не само тоа, и други елементи имаме со јаглењата, со жар, со зрна жито, прогнозирање на среќата. Тоа некаде е поврзано на Бадник, некаде на Василица. Тоа што е во северна или североисточна Македонија поврзано со Бадник, во југозападна Македонија од Прилеп, Битола, Охрид е поврзано со Василица. Тоа точно паричката, ставање на прогнозирање на среќата. Предскажување на годината. Така што тоа е поврзано со почетокот на годината и имаме остатоци од предхристијанскиот период и прогнозирање од тој период кога новата година почнувала на одредени датуми. Така што во Западна Македонија, во Охридско или Битолско или Кическо, кај сакате, на Василица се прогнозира среќата. Бидејќи тоаш почнува новата година според јулијанскиот календар. И то се прогнозирањето на среќата, паричката и некои други елементи се поврзани само со почетокот на годината. Подоцна има добиено елементи со Бадник да се поврзани или со Божик, како и што дрвото, да речем, или огновите, ако во почетокот биле поврзани со тоа да му помогнат на изнемоштеното сонце, или луѓето ги прескокале огновите за да ги изгорат болестите во себе си, или тие негативни демони, подоцна тие се поврзани со Исус Христос и на прекорот на паганите до Свети Августин дека го празнуваат
празникот на паганите, тој одговарал, ние го празнуваме не заради сонцето, туку заради тој што го создал сонцето. Така што ние сега во огновите на банник гледаме светлина и топлина што зрачи од Исус Христос, а не од тоа изнемоштено сонце или од нашите огнови да му помогнеме. А каква е состојбата со Великден, со воскреснувањето на Исус Видете, Христос? Великден му дава смисла на христијанството, зашто ако Христос не воскреснеше, празна ќе беше и проповедта на црквата. Единствени ли се, задолжителни ли се, да кажеме, бојадисувањето на црвените јајца? Бојадисувањето на јајцата има символика. Тие му дава символика на воскреснувањето на Исус, на крвта негова пролеана за спасение на христијанскиот род, на човештвото. Великден е најстариот празник, бидејќи се празнува од вториот век. Рековме, од 4-тиот век се празнува Божок, меѓутоа Великден се празнува од вториот век. Многумина истражувачи или црковни достоинственици имат речено, ако Великден не постоеше, требаше да се измисли да постои, бидејќи ако Христос не воскреснеше, ќе беше празна верата, ќе немаше суштина христијанството. Секој ќе можеше да речеме ќе царува развратот и неморалот. Никој немаше да води сметка дека и во посмртниот период има втор живот. И тоа секој можеше да убие некого кога ќе дојде до 80 години или да прави разни неморални дела, да не се плаши дека нешто ќе го, дека има некој друг живот кај што треба да се поднесуваат сметки. Затоа Исус доаѓајќи на светот, помирувајќи го небото со земјата, проштевајќи им ги гревовите на тие први што погрешиле Адам и Ева, доаѓа да ги собере гревовите од човештвото и на човештвото да му обезбеди вечен живот. Великден му дава смисла на христијанството. И по тоа е најголем празник. Меѓутоа се вели за Божик, да речеме дека е матица на празниците, дека да не беше Божик, немаше да има ни крштевање на Господ, немаше да има ни духов ден, ни спасов ден, ако го немаше раѓањето, ќе го немаше ни распетието. Меѓутоа, со распетието, со воскресението, му се дава смисла на христијанството, воопшто како религија, како вера, како верување. Што значи Великден се празнува како символ на христијанството, да кажеме, и со какво верување народот приоѓа кон него? Народот во смисла на верување дека постои тој задгробен живот, дека видете, ако сте крстени, да речеме, треба да верувате во тоа што значи крстот, треба да го знаете тоа. Јас имав некои разговори со некои луѓе, кога овој крст го носам секогаш, и таму во некој град на Источна Македонија, еден човек ми вика, што ти значи тоа? Му викам, тоа ми значи дека сум крстен и дека сум христијанин. Па вика, како не ти е срам, млад човек ти, да носиш крст? Кое време сме сега? Јас му викам, дали си ти крстен? Вели, па не знам, не ми кажаа моите дали сум крстен. Му викам, ја бидејќи ми кажаа моите дека сум крстен, сакав да знам што значи крстот и ти не можеш да веруваш, ако не веруваш, ти можеш да, никоја религија не е принудна, се е доброволно. Ако верувам јас во тоа дека сум христијанин, сакам да верувам и во Господин Акителски, прашањето беше на символиката. Рековме Божич, почетокот на новата година се празнува, се слави со желба, со надеж дека се означува благодет, се очекува благодет, се очекува во годината што предстои, нели? Во таа насока беше со какво верување, дека сепак постои тој, ги искажува, мислав, верниците, во таа смисла ги искажуваат, нели, своите верувања. Видете, Исус во Стариот Завет или во Библијата за постанокот на светот се вели дека Господ ги истерал Адам и Ева од рајот, затоа што ја послушале змијата и направиле грев, јаделе од јаболкото тоа. Сега, тие направиле грев слушајќи ја змијата, а во змијата е олицетворен ѓаволот кој што ги излажал да не му веруваат на Господ. Исус
велиме Исус се раѓа како богомладенец. Господ примил човечка форма, се понижил до тој степен, се родил во јасли, каде што живеела стоката, примил човечка форма и дошол на земјата за да го спаси човечкиот род. Исус во тие 30 години, додека бил крстен, и 33 години, додека бил распнат 34 години, можел многу работи можеле да се сменат. Ние имаме, да речеме, на 14 јануари обрезание Христово. Господ можел да не биде обрезан како Божји син, како самиот Господ, меѓутоа тој не дошол на земјава за да ги оспорува законите, правилата на живење, туку дошол за да ги потврди. Така што тој на 8-миот ден, според старите еврејски закони, бил обрежан. Потоа Господ и други, Господ можел, ние гледаме сега и на филмовите, да речеме, кај што тие разбойници што се распнати со него, викаат ако си Божји син, сега дајте и спаси се од тука. Меѓутоа, тоа било така направено тоа да се случи. Исус да страда, да биде понижен, да биде навреден, да ги прими гревовите на христијанството и да рече Господе, прости им, тие не знаат што прават, и после тоа да се случи сето тоа и тој да воскресне, бидејќи тоа било така во еден вечен живот. Тоа било по Божја волја. Тоа да се случи така и човекот да биде спасен од тие гревови што ги прави на овој свет. Токму тоа е, тоа е суштината, нели, на денешното празнување на Великден, верувањата со кои верниците пристапуваат. Видете, празнувањето на Великден сега исто така има многу елементи од предхристијанскиот период. Да речеме Великден, фарбањето, бојадисувањето на јајцата, тоа не е од пред 2000 години, тоа е познато кај разни народи уште пред многу години пред Исус. И со црвена боја, и со други бои, и шарење на јајца. Меѓутоа, во христијанскиот период, тој елемент има добиено христијанско значење. Ние во црвените јајца гледаме крвта Исусова пролиена за спасение на човечкиот род. Има многу преданија, да речеме, дека кога Исус бил распнат, дека капела крв од неговите раце и нозе каде што бил закован, па камењата под крстот се обоиле во црвена боја и дека заради тоа се вапцуваат. Има други преданија дека Богородица кога одела на гробот, носела јајца вапцани со црвена боја за да ги раздаде таму и таа црвена боја требало да го символизира, да ја символизира Исусовата крв. Меѓутоа, тоа е символиката. Тоа е подоцна дадено толкување, меѓутоа нешто што е во духот на христијанската религија. И кога сме кога овие Господови празници, а предно во најавата уште рековме дека овој месец не очекува богојавление. Видете, Од кога, како се богојавление, празнува? Што е суштината на овој празник? видете, богојавление, сега тоа треба да го споменеме веќе, кога го споменуваме богојавление, а претходно го споменавме Божик, треба да кажеме дека периодот од Божик до Водици е познат како период на некрстени денови. Видете, Исус е крстен на 30 години. Според тогашните еврејски закони, една личност за да проповеда едно учење, требало првен да наполни 30 години. Помало 30 години не можел тоа да го прави. Исус кога наполнил 30 години, отишол да биде крстен. Предходно Свети Јован Крстител го подготвувал народот за доаѓањето на Исус Христос. И тој велел, покајте се, доаѓа Царството Небесно. Кога Исус дошол на реката Јордан, Свети Јован му рекол, зар ти доаѓаш кај мене, а јас треба да дојдам кај тебе. Свети Јован уште кажувал, јас ве крштевам со вода, а тој што ќе дојде ќе ве крсти со Светиот Дух. Кога Исус дошол кај Јован, и Јован рекол, зар ти доаѓаш кај мене, ја не сум достоен ни врвците на обувките да ти ги врзам, Исус му рекол, остави сега таа работа, сега секој да си вршиме својата работа. Свети Јован го крстил. Исус од тука заминал во пустина, каде што стоел 40 дена, меѓутоа подоцна го проповедал своето учење јавно, бидејќи такви биле законите. Сега, Исус е значи на 30 години крстен, меѓутоа народните верувања, суеверија, предхристијански елементи проповедаат она што го знае народот. Жена
ова дете некрстено и жена Леунка се изложени на влијание на негативните демони. Исус од раѓањето до крштевањето, значи од Божик до водици, е изложен на тие негативни демони и Богородица е изложена на тие негативни демони. Според верувањето, тогаш во тие 12 дена негативните демони се во движење, разни караконџули, вештерки, самовили и така натаму, тогаш се во движење и на луѓето гледа да им направат одредена пакост. Сега во овие зимски периоди... И затоа остануваат најмногу дома. Па тогаш се останува, бидејќи гледате какво е времето. Во тие виулици, кога постојано имаме некои мрачни состојби, луѓето верувале дека тоа е дело на негативните демони. Меѓутоа, луѓето верувале дека кога ќе се крсти Исус, кога водата ќе се крсти, тогаш се ослободени од тие негативни демони. Богојавление бил празник поврзан во предхристијанскиот период со јавувањето на Бог. Се верувало дека кога Господ ќе се јави на Богојавление, дека на полноќ, точно на полноќ се отвора небото, дека тогаш водите стануваат лековити. Ама тоа е денот кога е крстен Исус Христос. Тоа е денот кога е крстен Исус, да, на Богојавление. И сега многу елементи од тој предхристијански период, кога се верувало дека Бог се јавува, водите стануваат лековити, во христијанскиот период тоа станува со крштевањето на Исус Христос. Кога крстот по одредена молитва на свештеникот ќе биде фрлен во водата, таа вода станува лековита. И затоа луѓето од таа вода земаат во шишиња и чуваат во текот на целата година, затоа што таа вода е ослободена од негативните демони токму со таа молитва на свештеникот. Така што крштевањето на Исус Христос и на тој ден на крштевањето се парализираат овие негативни демони, а тоа е поврзано уште и со почетокот на годината и со верувањето дека кога еден период од годината, кога старата година прекинува, а почнува нова година, во тој меѓупериод дека негативните демони веруваат дека може да излезат на површината и на човекот да му напакостат. Па луѓето прават разни овие гозби за да им угодат и така натаму. Меѓутоа, ако во предхристијанскиот период се верувало дека на Богојавление се јавува Бог, дека водите прекинуваат тоаш да течат во една секунда или еден миг, да речеме, прекинуваат, па пак продолжуваат, и дека тогаш се лековити, сега во христијанскиот период тоа е со фрлањето на крстот во водата, тие стануваат лековити. Така што многу предхристијански елементи има добиено христијански обележки. Прва асоциација практична за овој ден е тој фрлањето на крстот. Од кога тој се фрла? Па немаме податоци точно од кога се фрла крстот во водата. А на секаде ли се фрла? Па ние гледаме дека на секаде крстот се фрла, бидејќи такво еден обред, крштението Христово се празнува на тој начин. Ние гледаме дека и во не само во Македонија, туку и во другите земји каде што се празнува христијанството, на водици крстот се фрла во водата и со тоа се осветуваат водите. Господине Китевски, има ли нешто во врска со овие празници што не споменавме? Конкретно? Има многу нешто што не споменавме. Што не ве прашав, а е сврзано со овие најважните празници, сврзани со Господ, со... Има многу работи што не споменавме и сигурно дека во еден разговор тоа не може се да се спомене. Веројатно секој празник за себе може тема да се да биде. Секој празник е своја тема. Од символиката до начините на... Празниците имаат христијанските празници има наследено многу елементи од предхристијанскиот период, но и многу елементи имаат добиено со времието. Еве да речеме, ако за Божик велиме дека е празник на радоста, празник на надежта, празник на мирот, поради тоа што кога се родил Исус, кога светнала таа силна светлина, ангелите запеале песната и ангелот им јавил на овчарите слава на Бога во висините, на земјата мир, меѓу луѓето добра волја. Ако е тоа празник за мир и добра волја, можеме да речеме дека воведение на Пресвета Богородица е празник на воспитанието, бидејќи нејзините родители, првените Јоаким и Јана, ја однесле Богородица во храмот за да биде правилно воспитана. Можеме да речеме дека Свети Кирил и Методи е празник на образованието. Така што сите празници имаат добиено некое современо обележје. Денеска
денес Свети Никола е празник на морнарите, на патниците, меѓутоа и во предхристијанскиот период постоел Бог на морињата, Бог на водите и многу елементи од тој Бог се пренесени на Свети Никола. Многу светители се покровители на одредени еснавски празници, за кои што ние немаме време да зборуваме. Секој еснав во минатото си имал празник свој, на кој принесувал жртви, крвни или безкрвни на својот покровител. Секое семејство си имало свој светец заштитник, што го празнувало со домашни служби, куќни слави, што ги викаме, или служби, со одредени обредни предмети, тука е свеќата, иконата, темјанот, маслото, водата и така натаму, преку обредни предмети. Така што сето тоа е еден систем на верувања, обичаи, што има своја смисла. Инаку факт е дека последната деценија, нели, верниците или граѓаните се враќаат, не би рекла на религијата, на вербата, сепак таа индивидуална, на обичаите. Видете, последнава деценија е карактеристична, точно тоа што споменувате, и мене не само што ми остава впечаток тоа, туку и повеќе прашања, особено во овие разговори за медиумите се наметнуваат. Последнава деценија се јави интерес кон традицијата, кон фолклорот, кон христијанството и така натаму, меѓутоа многу работи не ни се познати. Јас да ви кажам, дури јас што работам на тоа, што ги истражувам, што читам, споредувам, толкувања, извори, материјали, обичаи и така натаму, многу работи ми останува нејасни. Ја што да зборуваме за обичниот човек, што си има други преокупации. Многу работи останува нејасни и треба објаснување, треба толкување на тие работи. Се јавуваат многу антагонизми меѓу христијанството и паганските остатоци. Има доста работи што луѓето викаат, попот ни рече тоа да не го правиме. Сега, знаете што, од појавата на христијанството, црквата оди кон тоа да ги елиминира тие остатоци на паганизмот. Ако земете во василичарските празнувања, тие бабари, василичари, во различни места на Македонија различни имиња имаат, тие се целосно пагански елементи, тие бркаат духови, благословуваат за среќа, за плод на години и така натаму, меѓутоа и со таа врева што ја прават, и со тие маскирања ги бркаат негативните демони. Црквата во овој период од 2000 години се обидувала да ги отстрани тие пагански елементи, меѓутоа не секогаш со успех. Таму каде што не можела да ги отстрани, ги придобивала и им ставала христијански обележи. Еве русалиите, да речеме, ако ги земеме, тие биле присутни кај различни народи, но најдолго се задржани во Македонија и на тој потек од Гевгелија до Солун. Тие исто одат 12 дена во текот на овие некрстени денови од Божик до Водици. Тие русалијски дружини одат по селата, по населените места, играат русалијски ора, мафта со сабјите, ги бркаат негативните демони, меѓутоа тие пред да тргнат, одат во црквата каде што добиваат благослов. Тие, кога ќе завршат со тие игри, повторно идат во црквата и добиваат благослов од свештеникот. И се верувало дека ако не бидат благословени, после тие 12 дена дека ќе полудеат. И во тоа што крстови носат на градите и на капите, и со тоа што сабиите ги прекрстуваат, гледаме и христијански елементи. Значи, многу од тие пагански елементи имаат добиено христијански содржини во текот на овој период и црквата треба да оди и натаму кон тоа да им даде христијанско обележие на тие пагански елементи и да ги насочи кон верување во она што таа го проповеда. И за крајот, се менуваат ли обичаите? Они се менуваат, меѓутоа во смисла се доградуваат ли, се модернизираат ли, се збогатуваат ли, како тоа менување? Видете, бидејќи е ова време на... Како дел од една традиција во насока на нејзино збогатување.
Видете, добро е тоа што народот сака да ги празнува, сака да ги сознае корените, символите, толкувањата на тие обичаи, меѓутоа нормално е што се надоградуваат со условно да речеме новокомпонирани елементи или и на услови. Видете, гледајте вие во Струмичкиот карневал или во Вевчанскиот карневал има многу елементи донесени од карневалот во Рио или во Венеција или од други места. Нормално е во ова време, во 21-иот век или во 20-тиот век, што беше до пред 2 години, кога циркулираат луѓето, идеите и така. Треба ли да се поздрави, да се прифати една? Видите, треба, ама и не треба многу, бидејќи ако ние сакаме тоа да го празнуваме на македонски начин, треба да си го празнуваме она што е. Ја не сум против ни тие ново компонирани елементи или ново донесени елементи, меѓутоа треба да биде со мерка да не се изгуби традиционалното, смислата, она што не прави македонци, она што не прави нешто одделни од другите народи. Ние треба да се држиме до нашата традиција. За да се држиме до нашата традиција, треба да ја познаваме, треба да го познаваме минатото на нашиот човек. Треба да ги познаваме обичаите, какви биле во 19-тиот или пред тоа период, какви биле во Кукушко-Василичарските обичаи или водичарските, какви биле во Воденско, во Леринско, во Горно-Џумајско или во Разлошко, какви биле во Скопје или во Дебар или во Битола и Струмица. Така што, кога ние ги знаеме нашите обичаи, нашите традиционални празнувања од минатите векови, ние можеме нешто да додадеме на маска, да речеме да донесеме од Рио, меѓутоа треба да остане обичајот она верувањето што нашите предци го правеле. Добро нешто сепак и условите го менуваат од божичните огани, например. Нормално е тоа. Добро, господине Кителски, ви благодарам за разговорот, ви благодарам за времето што го издвоивте за нас. Среќна нова година и среќни празници. Ви благодарам и јас и да ви ја честитам новата година и сите овие празници што престојат и на вас како телевизиска куќа и на вашите гледачи сите што го гледат. Благодарам. Благодарам и јас.